Со низа фалсификати и лажна изјава, Маја Сотировска и Жарко Будимовски се жалат дека соседите успеале да им го одземат дворот кој бил доделен на користење на нивните семејства заедно со дуплекс куќа на Водно над училиштето Кочо Рацин уште во 1968 година. За да докажат дека соседите никогаш не биле корисници на дворот, Сотировска и Будимовски побарале историјат на парцелата која им е одземена. Во документот од катастар е наведено дека приватизацијата на дворот била направена само врз основа на изјава за која Сотировска и Будимовски тврдат дека е лажна. Па возможна му е 2011 откако поднел барање и тој Крсте Тодоровски и Гоце Лазарески врз основа на лажна изјава дека го користеле земјиштето кое никогаш не го користеле, ниту пак имале право на владение. А потпишан е договор за купо-продажба од Неда Попова. Да. Од оние документи што не беа приложени од катастар. Тоа е клучното и во непосредна спогодба е извршена купо-продажбата без да се изложи земјиштето, затоа што они немале законски право да го изложат. Имињата на соседите кои го откупиле дворот со вкупна површина од 444 квадратни метри по 1 евро за квадрат, првпат се појавуваат во документацијата во катастар во 2012 година. За да дојде до оваа промена, уверението за историски преглед од катастарот покажува низа измени кои се интензивирале во периодот околу 2000 година. Со одземање на делови од соседните парцели била формирана парцелата за дворот кој сега е откупен и бил запишан како имот на Република Македонија. Во 2012 година била направена измена поради приватизација, па како заеднички сопственици се заведени Република Македонија и Крсте Тодоровски, за кого соседите велат дека ја дал лажната изјава. Истата година е направена уште една измена со која била избришана Република Македонија од сопствеништвото, а се појавува името на Гоце Лазаровски, соседот кому на користење му била доделена мала куќа залепена за онаа на Тодоровски. Следната измена е во 2015 година кога стапува на сила дигиталниот катастарски план. Со оваа измена се менува квадратурата на дворот, односно од 444 квадратни метри, без објаснување тој станува 457 квадратни метри. Со вака зголемена квадратура во 2017 година во катастарот на местото на Крсто Тодоровски, кој починал во 2016 година, се заведени Кети Јаневска и Јулија Тодоровска Ајковска, заедно со Гоце Лазаровски. На нивно име годинава Општина Центар издала одобрение за градење 4-катница која сака да ја изградат на парцелите на кои и сега се наоѓаат две трошни куќарки, на кои не било возможно да добијат маркичка за градење голем објект, доколку не ги споиле со дворот кој им бил даден на користење на семејствата на Сотировска и Будимовски. За новата градба не биле известени сите соседи кои сметаат дека се обесправени, оти не добиле можност да се изјаснат дека се против изградба на толку голем објект. Будимовски вели дека фалсификат е направен и со известувањето за градбата. Се испостави дека јас сум примил известување кое што општината наводно го исплаќа до странките кои се граничат со тој плац. А ја не сум примил ништо. Па логично е дека е лажно, ако не сум примил ништо, логично дека е лажно. Ја не се сомневам во поштерот кој што работи тука 50 на година. Значи, луѓето кои се заинтересирани за брза градба, веројатно имаат врски во многу институции, како и дотични луѓе кои што во текот на децени си наоѓале клиенти од разноразни причини, подкупливи, да прогледаат низ прсти, направат фалсификати и така натаму. За сите измени што се направени, за приватизацијата и за новата градба, Сотировска, Будимовски и останатите соседи дознаа во мај годинава, кога инвеститор дојде и направи сеча на зеленилото во дворот за кој се грижале и го одржувале. Тогаш ја почнала институционалната битка за одземениот двор. Тужба за нарушување на владение уште на самиот почеток. И најинтересно е што од судот нема никаква реакција, таа тужба треба да биде во брза постапка, за месец дена, било каква реакција да има. Дури поминате сигурно и повеќе, да. Нема никаква реакција.
Биле на неколку средби со градоначалникот на центар Саша Богдановиќ, од кого бараат стопирање на градбата додека не се докаже на кој начин бил приватизиран дворот. Добиле ветување дека општината по службен пат ќе провери приватизацијата. Од Министерството за финансии повеќе од 1 месец не одговараат на прашањето од А1 за начинот на кој бил приватизиран дворот на Водно. Представник на инвеститорот и на собствениците на парцелите пак за А1 изјави дека ги имаат сите потребни документи кои може да се проверат во институциите, а обвинувањата од соседите велат дека се неосновани и тотално неточни.